Па вака се, значи, Удружението ЖУТА реши да направи еден проект како да подобри дестилат. Значи, нормално за подобри дестилат треба и да се примени соодветни мерки. Значи, сега тука дојдоа професорот од земјоделскиот факултет, каде што ни одржава предавање теоретско, а утре ќе се продолжи во Винскиот музеј со практично, ќе правиме дестилат од вино. Иначе темите си беа за житни, овошни и лозови раки. Луѓето се запознаат и по какви казват. Да, има интерес, имаме гости од цела Македонија, значи ЖУТА не е само во Кавадарци, значи ЖУТА има своји представници од цела Македонија, како што е Куманово, Струмица, Скопје, Охрид, Битола и сега тие истите луѓе, заедно со понеколку пријатели, што се заинтересирани за дојдење да направат дестилери и дојдат туку на ово советување. Ова нема да биде последно советување, чим уште повеќе советување, затоа што во секој случај нас ни фали социализација и едукација. Самата едукација и социализација во следното, значи како да вариме ракија со дали на плин, дали на струја, како да дојме до поквалитетна и по-добра искористеност на ракиите, затоа што дестилатот не може да го направиш во старите казани и губиме. Со новите што добиваме, која па предноста на старите казани, која е предноста на новите казани, така затоа ќе се зборува седмица, покасно и така. Добре, денски сме сводници на тридневен семинар, че започна вчера. Тридневен семинар работилници на тема како до по-квалитетен дестилат. Че Сдружението ЖУТА во својата програмска активност имаше оваа активност и заедно со Министерството за земјоделие и со Национална рурална мрежа, како проект ни е одобрен, со цел да направиме еден тридневен семинар работилници на тема како до по-квалитетен дестилат. Синоќи започнавме денеска, продолжуваме и утре во Винскиот музеј се продолжува со практично демонстрирање на печени ракија во повеќе колонски казани, со дегустација на повеќе видови ракија кои што е чувано повеќе време, чипсирана во дабл стојна, така да се дегустира, се проба. А денешните теми беа, значи темите беа и за овошни раки, и за житни раки, и за лозови раки. Предавачи беа наши еминентни познавачи, професор Михаил Петков, кој што нажалост не можеше физички да присуства заради болест, меѓутоа беше уклучен форма, се вклучи во дискусијата, одговараше на прашањата, да имаше своји излагања. Професор Златко Парцуловски и нашиот кавадарчен, професорот Благој Жушковски, кој што е наистина одличен теоретичен и практичен, дългогодишно искуство во задоволни се од присуствието на задоволни сме, тоа се членови на нашето движение од повеќе лозарски и овоштарски региони, значи не само од Кавадарци, кај се произведува лозова ракија, него и од Куманово, од Битола, од Охрид, од Скопје, така да тие се доволни, основа секој прашање во својот дел, бидејќи тие произведуваат овошни ракии, некои произведуваат лозови, следови раки, така да не се... Не е така едноставно да се прави раки. Не, сигурно е едноставно на овој начин и една прилика да луѓето, освен оно што го знаеме ние традиционално, како да се произведува, да се вклучи тука и науката, да се послуша тоа се да објасни. Се упознавме со него и сакам малци неговото искуство да го пременам кај мене, а он моето, ако сака, нека каже. Дали е така? Така е. Јас сум тука во Жолта најстариот. Ви сте од Велес или од каде сте? Не, јас сум од Делчево, Вирче Делчево. Да, сега се сетив. Јас сум 74. Печам раке. Можеме да учиме од младите, затоа што они читаат, учат и прифаќаат се што не знаат, им кажуваме. Ама ги слушам јас и младите што кажуваме. Вчера бевте ли на советувањето? Да. Како се доволни од тоа? Посебно од вашиот професор Мишевски. Мишевски, сум Благој многу Мишевски. задоволен. И јас му кажав некои работи кои он не ги знаел и е многу задоволен. Можеше да го прашате. Како ги оценувате овие средби на размена на искуства и на Тоа требало уште поодамна. винарите се собират, ама вие ракијарите тешко. Ама никогаш не е касно. Така. Не е доста. Не е доста. Да оставиме на помладите нешто.
Дали се сложувате, господине Илија, со вашиот колега? Потpuno se сложуваме и треба да продолжиме уште со подобри идеи и со подобри искуства, размена. Како локална институција се вклучуваме нели во одбележувањето на месец на младобина, впрочем нели и самата институција како Вински музеј е дел од оваа активност. На денешната научна трибина главна тема ќе биде како до подобро и поквалитетно вино со реномирани професори од Факултетот за земјоделски науки и храна од Скопје. Тоа е професор доктор Благоја Мишковски и професор доктор Златко Прцуловски. Тие веќе зборуваат на оваа тема и целта нели како Вински музеј ни е да се вклучиме не само во одбележувањето на овој месец, туку да дадеме и стручни совети нели во делот на тоа како да се дојде до подобро и поквалитетно. Гледам дека има доста вино. интерес, има многу Има вино. доста заинтересирани кои што и на овие нели на овие студени на овој студен ден се тука, значи целта ни е да можеме да вклучиме поголем број на лозаропроизводители, на винари, тука се семејните винари, тука се представници од подрачната служба на Министерството за образование, представници од локалната самоуправа, значи целта ни е постигната да можеме да нели да дадеме свој допринос и да се вклучиме во одбележувањето на овој месец. Ново од кабелскиот оператор Инел. Најдобриот интернет, што туку стана уште побрз. Зголемување на интернет брзините до 40% без доплата.